Фризури, ногти, депилација и други третмани се дел од редовното одржување на изгледот кај многу жени. Граѓаните велат дека тоа не го доживуваат како луксус, туку како потреба, иако трошоците може да варираат. Некои нагласуваат дека со умерено трошење може да се постигне уреден изглед без големи финансиски оптоварувања. Други пак сметаат дека месечните суми знаат да бидат значително повисоки, особено во време на прослави. Сепак преовладува мислењето дека вреди да се вложува во изгледот, бидејќи тоа носи самодоверба, задоволство и позитивна слика за партнерот. Дупло повеќе. Дупло повеќе. Колку? Па многу, сигурно по 3-4 илјади или 5 илјади трошат месечно. Тешко? Не. Жената е царица, треба да се гледа. Многу е тешко. Не, има врска. Некои жени се многу скромни, те како мојата жена. Нема проблем за одржување, ама има жени половини повише плата само за џунџурење, што се вика. Колку? Мам добро, па и жената си печали и она си работе. А значи од мојот приход колку треба да одделам? Па 1/3. 1/3 од платата и доволно и е. Вреде ли? Па вреде, зашо да не вреде? Жена ти е, со неја си живееш у брак си, зашо да не вреде? Ако е она добра дотерана, значи партнерот со тебе е дотеран, добар, убава, и ти ќе биеш исто така со неја. Среќен? Среќен, убав, дотеран. Покрај изгледот и самодовербата, дел од граѓаните овие трошоци ги гледаат и како инвестиција во меѓусебна почит и внимание во заедницата. Па велат кога партнерот до тебе е задоволен и ти функционираш подобро. Зависи до жената и до мажот. Месечно ли? Па на 1 месец до 2 месеца е пат. Ако нема свадби, ако има свадби, почесто пати. Ама поредко свадби има више. Треба да се одржува и треба да се гледа. Оти како дојде време, останаме си сами дома, мора да си гледаме ние самите. Иначе деца пространство и нема гајле. Сами, како знаеме, така, што да правиме на стари години. Па треба да жена како жена, треба да се почиша, да се офарба, да се среде малку за дотера. Едно 10-15 евра ќе фане таа фризурка. Ама тоа од 2 месеца пат се паѓа. Да се среде. Вред? Не знам, многу е тешко, да, тешко. Сега на овие скапоти, сите цени се високи и прехранбени работи, и све е покачено. Тешко е животот и за младите вас и за сите. Ама одржува се жената? Па мора да се одржува. Сам човек е. Голем дел од анкетираните вела дека колку и да е голема сумата, сам човек не е за никаде, па затоа вреди да се троши за својот партнер.